Цивил медија. Спомнавте дека тоа е споредно прашање кое што е толку небитно за пописот етничката припадност, но веќе има иницијатива да се бойкотира пописот доколку биде исклучена можноста да се изјаснат по етничка припадност. Како тогаш државата ќе успеете ако спомнавте дека политичарите ќе седнат и ќе се договорат, но што ако народот бойкотира и не ќе да се произнесе? Дали тоа значи дека со овој метод имаме простор за неуспешен попис? Па, од тука велам дека подготовките на пописот не случајно се дават во 5-годишен период со препораки. Од тука велам дека не случајно дека една година, две наназад, ние веќе треба да ги знаеме содржините, белезите едно друго, меѓутоа, пак велам, едно е надлежноста на стручната организација што спроведува попис. Тие треба да ги применува сите стандарди, класификации, дефиниции, резолуции, одлуки и се она што е присутно. Но за тоа пак велам треба една расправа, јавна расправа. Можам да напоменам слободно, бидејќи државите веќе имаат подамна отворено такви расправи, ќе земам соседна Србија. Во мај месец оваа година, значи 2018 година, одржа едно советување, дебати и така натаму, во тродневна месечини, со одредена содржина агенда на дневен ред, каде што поставува едни прашања кои што е за пошироката јавност, а во тоа е секако со одредена агенда, велам, кои се целите, кои се препораките, која е потребата, која е намената и се она што треба да содржи еден попис. И низ една таква јавна расправа се слуша мислењето на јавноста, на науката, државата, владата, собранието преку надлежните институции. Значи, пак велам дека не е дека ние треба да подготвиме нешто, еве го това е. Тука произлегува јавната расправа која што ќе отвори ширум прашање, која што нас подитно ни треба, бидејќи да сето тоа треба да се провери и тестира. Затоа и не случајно, најмалку година дена пред пописот се носи и закон за попис, кој што веќе јавноста треба да го знае. Ама најмалку пред донесување на законот ќе треба таква јавна расправа да се отвори. Бидејќи доколку се донесе законот, не вреди понатаму од вашето прашање да отвараме јавни расправи и така натаму. Законот, ако е во процедура, не е битно да ги слушнеме преку дебата, нека бидат само новинарите или највладини организации. Меѓутоа, јавната дебата е нека присуствуваат голем број граѓани, етнички припадности, заедници, било што она што може да даде функција на допринос за еден успешен попис кој што можел да биде. Едноставно и некој јавноста еве донесовме закон, треба. Јас можам ви кажам дека многу закони и со европско знаменце се донесени во државава, меѓутоа имам секогаш забелешки и укажувања. Дајте да видиме што се применува од тие закони или како ги применуваме. Цивил медија.